Бизнис секторот бара измени во законското решение за недела неработен ден. Од Стопанската комора предлагаат законот да претрпи промени во делот за селекција на дејностите кои може да работат во недела, односно да се изземе тој дел и на сите дејности кои сакаат да работат да им биде овозможено. При тоа велат стопанствениците, на работниците да им биде платено соодветно според законот и еден ден во неделата да имаат за одмор. Доколку нели се работи во недела, ќе мора да се обезбеди друг ден во неделата кој ќе биде неработен ден, а второто решение кое што е поизвестно со оглед на околностите е тоа дека може да се остави неделата или да се предвиди понатаму стриктно дека недела ќе биде ден на неделен одмор, меѓутоа ќе се избегне решението моментално ќе се видоизмени на начин што ќе се допушти сите дејности без исклучок да можат да работат во недела. Доколку понатаму се продолжи со ваква практика на предвидување дополнителни дејности на кои ќе им се овозможи да работат во недела, само ќе стимулираме правната несигурност и законот ќе биде подложен на чести измени и дополнувања, што не се добри, алармира Ѓоргиевски. Бизнисот реагира дека на сите компании и фирми кои не смеат да го прекинат производството, бидејќи тоа ќе ги чини премногу и ќе се соочат со затворање и испуштање работници. Пуштени се суштински дејности кај кои исто така е неопходен континуитет и тука спаѓаат оние дејности кои што се опфатени во секторот градежништво, индустрија на градежни материјали и металите. И компаниите од секторот трговија со сегашниот закон се ставени во нееднаква положба, иако подмируваат исти давачки кон државата, велат од комората, и предлагаат недела како неработен ден да се регулира исклучиво со законот за работни односи. Законот за трговија доведе и до нееднаков третман на трговците на мало во моловите од аспект на дефинирање дека само трговците во моловите кои исполнуваат одреден критериум, односно 8000 метри квадратни, може да работат, додека трговците со иста шифра на дејност надвор од моловите или пак во истите во оние молови кои не исполнуваат ваков критериум со помалку од 8000 метри квадратни, ефективна површина не може да работат без никакво дополнително претходно образложение за вака поставениот критериум. Бизнисот ќе чека до 18 февруари власта да ги прифати нивните предлози. Во спротивно, повторно ќе ја поднесат повлечената иницијатива до Уставниот суд.